Нова епизода на Политиканти. Нова епизода со мене Сашо Драновски. И со мене Боријан Јовановски, една прескокнавме. Треба да кажеме причината зашто Така. прескокнавме една епизода. Боријан и се случи една навистина трагедија, бидејќи ние бевме во времето за снимање седнати овдека, дури со гостинот кој што требаше, со кого требаше да разговараме. Се случи нашиот реализатор, долгогодишен човек кој што работи во режијата на не само на овие подкасти и воопшто на Претходно работи ја и во Ајде, со него, да. Тој порано се работи за Антон Андов, наш драг колега, 55 годишен, кој што доживеа веројатно инфаркт и кој што почина на работното место и се разбира дека бевме во извадени од памет, морам да кажам, и дека не можевме да го снимаме подкастот. Прекрасен човек, еден тивок професионалец со години, никогаш наметлив, секогаш зад пултот, секогаш со професионална неодговорност, големо сочувство и до семејството и до пријателите, па и до колегите, бидејќи навистина беше еден потресен настан за целата редакција и на Слободен печата и на нашиот подкаст. Сочувство и од моје име и тоа уште еднаш би сакал, тоа се тие луѓе кои никој не ги гледа, од кои многу работи уствари зависат, особено во телевизијата и особено во А1 која имаше тој сенс за тоа што е вистинска телевизија и во таа смисла Антон беше сериозно вграден во тој концепт, во тој визуелен имидж на А1 телевизија, за што му се благодарни и многу колеги кои работеа во А1, меѓу другото прочитав и некои статуси кои беа објавени по социјалните мрежи во кои се изразува, се разбира, сочувство со неговото семејство и му се одава признание за неговата навистина професионален придонес во А1 и тука се разбира во Слободен печата и во некои други продукции, како што е прва продукција, така натаму каде што Антон иначе беше помлад од нас двајцата, без никакви човек беше фит, мислам, без никакви барем за нас познати медицински компликации или некакви историјати и така, што само ти кажува, мислам тој ден навистина беше многу тежок, временски беше тежок. Да, промена на времето се случи. Вторник се случи една промена, еден многу тежок ден, меѓутоа потполно неочекувано. Можам да кажам дека гостинот кој требаше да разговара, кој исто така се потресе, кој е еден виден политичар македонски, требаше го презакажавме сега веќе за идната недела, така што ќе имаме прилика со него да разговараме идната недела. Сакам да му се заблагодарам вака јавно на човекот кој беше обезбедување на нашиот гостин, кој инаку беше меѓу првите кои се обиде да му ја пружи првата помош на Антон кога се случи тоа. Така, да, навистина благодарност, бидејќи траеше реанимацијата барем едно 20 на минути, но за жал без позитивен исход. Добро, Боријан, сега се е тоа дел и од животот, што да се прави. Животот за Оди понатаму, тоа е тоа. Денеска имаме неколку теми. Да. И не знам со што да почнеме. Може би со изборите во Хрватска, Боријан, или сакаш со Европа, ти се врати од Брисел? Види, Сашо, ја би сакал да почнеме со тоа, знаеш, бидејќи ја следам оваа наша кампања, мислам. Како и сите други. Не можеш да не ја видиш. Да, ние сме, како ти кажам, професионалци, што се вика, би морале да обрнеме внимание. Или како би бил, не знам, доктор, професор, инженер, некаков, стварно не би обрнал внимание, бидејќи нема што би ми, навистина ми го привлекло вниманието да се фокусирам малку на тоа што и како. И како и да е, само кажам дека впечатокот ми е дека ние стварно се однесуваме како една аутистична ситуација, како да сме некој бабл кој е надвор во некој паралелен свет, паралелен универзум, знаеш, како да не живееме во реалноста. Ние сме сепак дел од еден континент, значаен континент во една поширока геополитичка смисла. Ние не сме некој остров на Пацифик, во Атлантикот или и така натаму. Сега, сакам, ова го зборувам затоа што деновиве се објави фамозниот документ, извештај на Лета, поранешниот италијански премиер. Тој доби
во јуни на самитот на Европскиот совет во Брисел во јуни 23 година доби мандат од шефовите на држави и влади на земјите членки на Европската унија да изготви извештај документ со, како да кажам, кој ќе направи една прогноза на тоа што ќе се случува и ќе понуди известни решенија. Тоа е документ кој ми се чини отприлика на 150 страни. Тоа не е онака policy paper, него тоа е сериозна, исцрпна една студија која поаѓа, значи појдовната точка е тоа дека работите од војната во упадот на русите во Украина и се ова што се случува сега во целиот свет, дека просто работите од тој момент во иднина стануваат сосема поинакви. И ние се подготвуваме... It's a new ball game. Скроз. Значи, нови правила на игра... Ракомет се игра нешто друго. Нови правила на игра, нов стадион, све. Значи, буквално се. И во таа смисла, тоа се вика, документот е што иднината на заедничкиот пазар. Тоа е задачата и он тука во 143 страници, мислам, интересно во многу области, би ги стварно ги опфаќа сите области. Он наведува дека ова Кина, Русија прво тие преструктурирања во меѓународните односи. Едноставно сосема нов светски поредок. И се обидува да ја позиционира Европската унија. Европската унија, да, и заедничкиот пазар, како они да се снајдат во сето тоа. Бидејќи, види сега, во таа пресметка он стои вика, види, ние воведуваме санкции кон Русија, воведуваме кон овој, Иран, па и со Кина ќе треба да се внимава. Околу извозот, например, на разни чипови за производство на компјутери. Пазарот едноставно не е истиот, се е поинако. Меѓу другото, во тој документ е буквално нацртано проширувањето. Тоа е многу важно. За нас. За нас. Тоа е стварно важно, бидејќи нели до сега имаше многу скептици кои нема проширување вака, така. Не, проширување има и очигледно во мандатот на Лета му е дадено да ја пресмета таа иднина на Европската унија, вклучувајќи и приклучување на нови земји членки. И во најмала рака, прво, економистите би требало сериозно кај нас да се позабават, значи сериозна дебата да се отвори околу тоа што понатаму и како ќе изгледа real life понатаму, од што ќе се живее. Второ, во однос на проширувањето, сакам да кажам. Може ли малку само да, извини се, бидејќи сум под тази впечатоци, вчера го читам документот, Бидејќи јас на прескоци ја следам кампања, патем биде речено со море од политичари кои јас и ти разговарам и така, и на нив им е здодеано. Мислат дека е предолга оваа, па бидејќи се споја председателската и партискиве кампањи, нели парламентарни избори, трае со недели, ти во суштина нема што ново да кажеш ако си политичар на бината во Кочани, е истото што го кажеш на бината во Охрид, а после на митингот во Скопје се повтараш од она што си го кажал во Куманово, една здодеаност. Во суштина сите дебатни емисии се здодевни, бидејќи кандидатите се јасни. Сите би биле пресреќни да беа изборите минатиот викенд. Мислам, нема веќе што се каже, ги знаеме сите, дека се нешто они во небот падат и двата круга во еден ден. Оно што ми остави впечаток на некои маргини на тие дебати, а е врзано со документов на Лета и со економската тема. Види, сериозни луѓе констатираат, па дури и во оваа студија на Словен печат, со неколку разговори што колегите ги прават Словен печат, со видни професори, економисти и така натаму. Прво, Македонија е земја која не произведува ништо. Ние, значи, немаме ниеден производ што можеме со исклучок на неколку компании, македонски, значи не говорам за овие инвестиции во зониве инвестициски, каде што работат странски компании така, и сега да не ги кажувам класичните алкалоиди, значи ние не можеме да се прехраниме. Ние сме земја во која што само имаме доволно свинско месо. Произведуваме, но храната за свињите ја увезуваме цела. Така.
Ништо друго и имаме ова нешто, јаболки, патлиџани може би, не баш вон сезона. Да, сега од Албанија влегува албанците. Сакам да кажам, значи страшно, прво ништо во храна не произведуваме. Ништо не произведуваме во некакви значајни продукти, за да се надоврзам на оваа европска шина за која разговарам. И баш би сакала да Целата енергија ни зависи од надвор. Да, вложивме многу и добро стоиме со сончева енергија, ама да не заборавиме, сончевата енергија е за дење. Не е за ноќе. Бидејќи другите капацитети ни се апсолутно прескапи, нас ни е поевтино да увеземе струја отколку во рек битува да произведеме така рата. Трето, поголемите сектори ги владеат монополи. Ние тоа сме го разговарали со тебе, па дури на подкастов. Значи, ај сега да не спомнувам конкретни компании. Но, во енергетиката, во крупни други сфери, како што се, не знам, рударства, како што... Тоа се се монополи на кои не им одговара Македонија да влезе во Европска унија. И тие тивко си ја работат агендата, особено преку Стопанската комора на Македонија, која не е вака бизнес чемберс оф комерц, кој ќе ги видиш сите таму се столетни, како да кажем и така. Може би со исклучок на виното, кое што успеаме да го пласираме како навистина добар продукт и така натаму, и во таа смисла сме на некои значајни табели по производство и износ на вино, ние практично ништо друго, Боријан, не прави. И пази штама од таа страна. Нема ништо. Да. Една изјава само имам најдирно, да ја спомнав на Живко Мукаетов кој вика ако сме во Европската унија, sky is the limit. За тие што работат сериозно на европски пазар, да по европски да стандарди. не ги спомнувам, бидејќи се разбира дека ова го разговараме и со овие луѓе што ги критикуваме не поименечно. Имаш неколку индустрии кои што произведуваат масовни производи во Македонија, дел од прехрана, дел од ова, знаеш, разноразни, чија што палета на производи е всушност прилагодена на сиромашниот балкански пазар. Ако Балканот тргне напред и за 5, 6, 7 години почне да расте, тие не ќе имаат што да продадат. Ќе се продаваат овој тип на квалитетни производи ако станеш дел од тој поширок европски пазар, особено ако не си оптоварен со царини и така натаму. Значи и на дел од тие производители не им одговара да се приклучуваме на Европската унија, бидејќи тие имаат богата палета на производи кои што се таман за ова едно потиштено, економски говорам, потиштено, непотенцијално население кое може масовно еден полуквалитет да купува во таа сфера. Убаво спакувани иначе, by the way. Да ти кажам сега една епизода од Брисел, кога го спомнавли. Бев во дуќан. И бев на една вечера, купувам вино. И наоѓам едно Бордо 2017 година, овие што знаат вино, знаат дека Бордо вината се сериозни вина. Да. Сашо, виното е 5 евра, тоа е 300 денари. Па види, ти за 300 денари овде во Македонија најлошите вина се толку пари. Да, од прилика. Значи ова не е врвно Бордо, да се разбереме. Сигурно, за 5 евра не може да биде. Да, но е сепак 2017 година берба. И е еден, така кажам, висока средна класа на квалитет на вино. Може да било и на поевтинување некакви, значи тоа се обично бар дупло и малку повеќе. Кој има тоа, постојано ги има такви промоција на ова па она, и постојано се наоѓа. Сакам да кажам што значи тој пазар. Ме сваќаш? И сега околу тоа на лета документот, они лета многу јасно го согледува тој проблем. И вели, значи, проширувањето мора да оди постепено вклучување во единствениот пазар. При тоа, вели, мора да формираме така наречен солидарен фонд за проширувањето, кој би ги покривал трошоците, бидејќи ако кај нас завладеат тие правила целосно и се отклонат сите бариери кои во моментот постојат, например, за да увезеш вино... Протекционистички се тие бариери, се разбира. Тие, кога во тој случај на интеграција, тие бариери ќе мора да се отклонат. Цените, апсолутно, овие производители што доминираат сега на пазарот и диктираат цени, кои се безобразни, пате, имаш многу, исто сакам забележав во дуќанот во Брисел, во еден маркет поголем. Зашо колку и нас цени... мислиш, прехрамени сирења, салами, не знам што се и така. Апсолутно, да знаеш. Скопски цени. Да. Мислам, страшно сега да кажам, тој тип, потоа
на сила стапуваат низа на механизми, регулативи, директиви кои значат многу во областа на заштита на потрошувачите. Тоа е се значи, ама буквално директно влијание ќе има во квалитетот на животот на луѓето. Садно значајно. И тоа на лета, тој солидарен фонд, меѓу другото, го има во предвид некои од економиите во самата Европска унија, кои би можеле да бидат изложени на известни потреси поради приливот на прехрамбени и некои други производи кои доаѓаат, зборувам сега за целиот регион на Западен Балкан, а и Украина. Например, нели, имаше проблем со житово украинско, пољаците и така натаму реагира. Значи, тој солидарен фонд, тој механизам кој лета го предвидува, треба да ги пегла малку тие. Друго што е многу важно, што лета го кажува, вика, од старт треба да биде јасна пораката, дека не правиме заеднички пазари, дека ова ќе биде само не, туку дека политичката интеграција останува многу битен елемент, што значи полноправно политичко членство во Европската унија. Европската унија мора да остане политички сериозно, односно да го задржи својата улога на битен фактор на меѓународната политичка сцена. И во таа смисла две битни нови моменти предлага во новиот буџет на Европската унија кои треба да се одвојат за проширувањето и за одбраната. Односно, како одговор на овие закани од утре Трамп или задутре прекутре некој нов Трамп. Бидејќи Америка, без разлика на тоа дали ќе добие Трамп сега или не, она очигледно веќе патува во некоја поинаква насока. Поинаква насока. Така е. И Европа во таа смисла мора да се консолидира. При тоа, да ти кажам, тоа е исто многу важно. Завршува приказната, сите средства ќе бидат условени со воспоставување на владење на право, судство, нормално тоа го назначува, дека пресудите, вика, не може, вика, ние да имаме во заедничкиот пазар земји во кои имаш пресуди кои се прилично чудни, како што е нашиот случај. Така што, тоа се пораки кои, и тој документ, пате, сега, овие денови, станува главна тема на јавната дебата во Европа. Освен во Македонија. Освен во Македонија. Види, да речеме, што ми остава впечатлен да говориме, уште малку да потрошиме време, бидејќи да вистина е парадоксална ситуацијата. Ние стигнавме во Скопје да биде нормално квадрат да купиш нов стан за 2500-2700 евра. Да. И никој не разговара за тоа како е тоа можно, бидејќи таа цена само расте. Па се знаеш дека е во Брисел 3000. Сакам да ти кажам, значи одеднаш си поставуваш прашање добро. Ако се продава, значи дека постојат пари. Ако постојат пари, од кај се тие пари? Значи тоа се некакви милиарди на црни пари. Ја не говорам дека се тоа еден двајца кои имаат црни пари. Ја мислам дека има многу црни пари кои овдека се тркалаат, кои што придонесуваат и патем биде речено истото е во Србија, истото е во Црна Гора и така натаму. И прифаќање да се учествува во регулиран заеднички пазар, подразбира дека тие пари ќе треба некако да... Никој за тоа не збори. Нема изборна кампања во која некој ќе каже чекајте. Како може во Скопје да бидеш за стан да купиш за 2700 евра квадрат? Да не добивме море меѓу време некоја обала, некоја плажа. И ова како може да е толку скапо? Да, и како може да е толку скапо и никој за тоа не се прашува, само се зголемува дефицитот на буџетот. При тоа секоја власт ги зголемува плати, пензии и така натаму, бидејќи скапо треба да се зголемат. Таа дупка само се продлабочува и некако јас и ти не сме стручњаци за економија, се разбира, меѓутоа сме стручњаци за здрава памет. Така што ти изгледа сето тоа флотантно. Тоа е basic логика, знаеш што вчера нешто после ми се врати филмот од нашиот престој во Естонија. Да. И ако се сеќаваш таа нивна сегде каде што бевме, го повторува колку се благодарни што припаѓаат на Европската унија и НАТО. Да. И се пази. Во една ваква каша попара на меѓународната политичка сцена. Израел, Блиски Исток, Русија, Кина, Тајван ќе влезе, хаос. Се опитувам да замислам, замисли да немаше Европска унија и НАТО. Замисли. И да си беа земји национални, суверени, со нивниот идентитет, начело, напиша. Што ќе се случуваше?
да земеме да направиме едно сценарио хипотетичко. Па добро, види, европската историја не е непозната, таа е инаку векови или владаат империи со векови, кои што тоа го пацифизираат на империјален начин, се разбира, нели тогаш со многу крв и со многу малку идентитетски права и така натаму. Или овој вид на мултилатерални големи организации кои што гарантираат стабилност и гарантираат права на малцинства. Ме праша, знаеш, што е за тебе либерализмот? Либерализмот е многу просто да се дефинира. Тој е да живееш во општество кое не се плашиш, без разлика на кое малцинство припаѓаш. Бидејќи овде да бидеш свој. Овде кога разговара за малцинства се мисли само на етнички малцинства. Абе види, може сум малцинство во музика, сакам да слушам оваа музика. Не сакам да се плашам дека ќе ми се случи нешто ако слушам некој вид на музика. При тоа некој да ти рече ти не тоа. Има сите фолк да слушат, има сите модерна музика. Сакам да ти кажам, значи, овој систем кој што се воспостави всушност на крајот од краиштата, затоа е ова што го прави Русија во Украина на голем стрес. Види, целата таа мултилатерала 70 години дава резултат. Нема војна во Европа. Во Европа во која што одиш па се сопнеш од граница. Во целата историја она не престанува во континуитете во војна. Првиот прекид, првиот дисконтинуитет го прави Европската унија. И тоа е просто, и нема тука, ја не знам која е дилемата, поготово за мали народи. Естонците кои се боре, прво под германци, па под руси, па под германци, па под руси, при тоа загрозен идентитет културен, сериозно. Мал јазик, помала нација од нас. Ова е првата прилика кај што они уствари својот идентитет го ревајвал му прават. Така е, Да, видиш, кога гледаш нашите барем до сега председателски кампањи, ти имаш кандидати кои што навистина мислам човек да се загрижи од такво лупетање глупости, мислам, ако смеам така да го националните интереси ги Дајте да разговараме, мислам, види, не знам дали имаше прилика да ги следиш хрватските избори. Вчера се глашаше, вчера имаше гледав изборната вечер, ја следев објавата на резултатите, ја следев. Јас ја следев подолго, морам да ти кажам, види фанси на Милановиќ. Па затоа што види Милановиќ всушност што направи Милановиќ таму. Прво, човекот упадна пред 2-3 недели во кампањата на еден скандалозен начин, тој инаку се однесува скандалозно подолго време. Кога велам се однесува скандалозно, дури не мога ни коментирам политичките ставови. Значи, дава интервјуа, изјави, таква конфронтација, такви простачки речник. Пази, тој е сепак председател на една земја, да не кажеме Хрватска, која е европска земја, членка на ова, членка на она. А што е контра се тоа, да речеме, има право да биде политичар и што сака може биде контра НАТО, е контра Европска унија, војната во Украина не е нивна, сакало НАТО да не вовлече. Значи една московска позиција, 100% московска. Добро, има, го избра да е председател. Па јас бев стаписан од простачкиот речник со кој тоа го прави. Знаеш што се нашиве политичари? Нашиве политичари се како детска градинка. Мислам, ја не знам дали овие што не гледаат имале прилика, Потоа што сватив? Потоа сватив дека тој всушност, бидејќи изборите беа закажани, се разбира, и бидејќи ХДЗ таму кој владее со години, беше релативно сигурен виден победник, не релативно, него апсолутно сигурно виден победник и на овие избори. Значи СДП, социјалдемократите и неколку други од овие што се центро, лево и така натаму. 42-60. Тој всушност упадна во целата кампања предизборна и предпредизборна за да ја поремети. Дури се кандидираше он да биде премиер, пази, без да даде оставка како председател. Добро. Уставниот суд го предупреди дека тоа така не може, бидејќи според уставот нема јасно дека не може, но дека е тоа непристојно и дека е тоа според некакви обикновени закони е безвезен. Може да биде и премиер и председател истовремено. И да се дава мандат. На што овој го нападна уставниот суд, па тоа не знаеш со каков простачки речи, криминалци, хоштаплери и така натаму, уште по-онака бургерајски. Како што кафански што може да знам. И сега види што е резултатот, Борин. Он пробуди една јавност во Хрватска која енаку ќе си останеше заспана и летаргична и инертна против ХДЗ. Таа јавност која што ја пробуди, која што се узбурка, тоа инаку движењето го нарекува риеке правде. Електрошок. онака баш.
таа придонесе ХДЗ направи, се разбира, победнички резултат, ќе видиме дали ќе формира влада и како. Ќе формираат, сепак ми се чини, но изгуби 4, 5, 6 пратеници помалку од минатиот пат. Значи успеа да ги поремети, успеа да им влезе во наративите кои беа онака заспани, класични. Десничарскиот домовински покрет кој има 13 не успеваат да стигнат до 73. Десничарскиот домовински покрет историски, традиционално е поделен меѓу себе и таму имаш, сакам да кажем, слободњаци кои... Сите да влезат од кај нив, немаат 73, им требаат и мост. Да. Бидејќи во Хрватска за да владееш треба да има 73 тројца пратеници, а ХДЗ излезе со 61 пратеник. Не знам дали и 62 не направија, дали во последни пребројувања може да уште еден дали. Но во секој случај ќе треба, конечно види сега ХДЗ и до сега владееше со 74 пратеници. Значи со многу тесно мнозинство и овој Пленковиќ тоа успеаше го направи. Меѓутоа сакам да ти кажам дека овој Милановиќ за кој што јас би се срамел да ми е претседател на Македонија, човекот. Мислам, јас стварно, овие што можеби не ги интересира или не го следат тоа сигурно, големото мнозинство не ги интересира и така, нека одгледаат на нас, од пред 10 до 15, 20 дена, некој од интервјуата да Милановиќ, види, Вучич за него пристоен. Господин. Вучич господин за него. Овој кој ги провоцира, ги навредува. Шта сте ви? Биче драматично, биче врво тешко. Секој ден е врво тешко и така. Овој Милановиќ отиден преку секоја мерка, при тоа Хрватска членка на НАТО, на Европска унија и така натаму. Сакам да кажам, Борјан, знаеш како, во политиката може да се испостави дека ова што го правеше Милановиќ, ќе видиме како ќе продолжи, бидејќи сега тој продолжува биде председател, се надеваше дека ќе биде мандатар. Има опција од социјалдемократите да прават влада. Голема треба да прават коалиција, има таму исто така делови кои тешко ќе се спојат и се, ќе видиме како ќе тоа ќе тече, но ако дојде до некакво пореметување во македонскиве прогнози, бидејќи знаеш како ние и со нашиве соговорници што ќе следувате така, некако прилично летаргично се отиде ова за анкетиве дека тоа сигурно вака така, па опозиција толку самоуверена, нема да ги фати некој изненадување, некој шок, па да се чуда што ги слаша. Ќе отворено кажа дека ќе коалицира со, односно се одзва на повикот на апелот на Мицковски за мораториум да ти кажем, на напаѓање со знами, со левици. Мислам, Максо ми станува се потажен лик, морам да кажам. Види, сигурно тој не е единствениот виновник за оно што и можеби не е ни главниот виновник за оно што се случи во СДСМ и неговото цепоње така натаму, но оваа агенда што тој ја тера е прилично тажна. Тоа знаеш како ќе се налути, бидејќи јас Максо го почитувам, не е тоа човек кој што фин човек и така, меѓутоа знаеш како, тоа викаат во едни други, знаеш, ќе излезе корисен идиот ќе излезе на крај, ќе поддржи една ова, таму никој нема него искрено да го побратими. Неговите гласачи не се гласачите на ВМРО, тоа е една друга структура, на крај ќе ги предаде на услуга на новата власт. Наспроти луѓе, зашто он скаран персонално, знаеме со колку двајца лични суети, од тоа не знаеш никој има поголема суета таму, од и Максо и Оливер. Само е лесно, јас не тоа бугарите, ние тоа не тоа ефтино. Стварно некој треба да одговори. Тоа останува мене да ме. Тој одговор јавноста мора и да го бара и да го добие. Значи, ова што го споруваме на почетокот. Значи, ако не, окей, не, види, така, не сакаме. Дрски се бугарите. Факт. Не е коректна Европската унија. Факт. Што правиме? Таа дебата никако да се отвори. Па Борја, заправо ние таа дебата ја отвараме овдека, но не гледам дека на таа дебата јавноста се, бидејќи дебатата е многу едноставна и таа јас се обидуваме со неколку поранешни соговорници, а и со идните тоа ќе го разговараме. Очигледно е дека ВМРО има дадено некакви гаранции дека ќе влезе во промена на уставот, доколку тие формираат влада и тие гаранции се дадени пред странците за да странците на овој начин ги поддржат како што ги поддржуваат. Јас тука мислам дека имаме сосема различно мислење. Мене ми е тоа апсолутно ВМРО нема намера. Ја не викам дали они лажат или не, но некакви гаранции се дадени.
Јас не викам дали они лажат или не. Ајде сега да кажем дека можеби нешто тоа и знам, бидејќи другава страна на кој се дадени гаранциите, имам прилика да не ме лаже. Ако влечеш нешто од онаа изјава на овој пратеникот кој од ИПП германецот кој рече дека верува дека до крај на годината владата на ВМРО ќе ги усвои повеќе такви изјави имало и многу неофицијални изјави имало во Добро, таков смисла. добро, но јас останувам планот на може вака јавно да се кладе, останувам на тоа дека Мицковски нема намера да отстапи од тоа. Види, јас не велам дека ќе отстапи или нема да отстапи. Да. Нивниот маневр сепак на крајот успеа за да добијат за прв пат после толку години поддршка од странците. Маневрот им беше едноставен. Ние додека е СДСМ на власт не гласаме за уставот. Уставот ќе се промени можеби само ако ние дојдеме на власт. И сега кој ќе видиш математиката, тоа е прифатливо за меѓународната заедница. Тие им викаат на СДСМ, види, се убаво, владата ви е ваква, таква, не е тоа ништо битно. Со вас нема да се случи пробојот. Пробојот може да биде само ако вие дојдат на власт, па потоа да се туркаме на рака да кршиме мечеви и што треба се да се прави. И тој маневр на ВМРО им успеа. Тоа што нема резонанца во јавноста македонска, тоа што во македонската јавност, особено меѓу нивните гласачи се мисли, браво бе, тоа, ние не попуштиме бугарите. Мислам дека ќе ги, знаеш како онака за ефтини пари ќе ги извозат и ќе ги на крајот ќе направат политички проценки. Ако се пуштиме, па ја и ти да се пуштиме на емоциите. Ја би изиграл там и имаш потреба стварно да одговориш со пцовка на многу провокации кои и од Бугарија и од лево десно кои стигаат. Слушам са Дачич, го гледам како со малоажување, но кон нас мислам, ама не е тоа не е НАТО не постои во меѓународните односи, ти не можеш така да се однесуваш. Борјан, знаеш како на политичарите на крајот им е важно да победат на избори. Небе, добро, и тоа е, знаеш, она важно им е да можат да владеат. Цртата. Да, види, тоа го размислуваат потоа од кога ќе победат на избори. Бидејќи не може да владеат ако не победат на избори. Така што подготвени се да одат под секое ниво, ако е тоа неопходно. А при тоа мислам дека искрено да бидам дека и нивоата не се многу ниски во Македонија во споредба со ова што го разговараме на други страни, бидејќи гласачкото тело е сепак понаивно, во смисла на својата политичка зрелост, во смисла на своите очекувања, политичката култура и така натаму, тоа не е квалификатив кој не може да се докаже со научни истражувања и така натаму. Лесно се манипулираат, луѓето имаат кратка меморија, луѓето имаат потреба од емотивни негувања на некакви аспирации, надежи и така натаму, и овие тоа им го испорачуваат. Затоа е можеби кампањата тип толку бака, барем за сега помалку издодевна, бидејќи во суштина нема никаков суштински надпревар на идеи. Кога ќе видиш ништо не се нуди ново, ајде власта е во една инерција, бидејќи владеела, таа ќе си ги правда своите владења и ќе каже ние само уште подобри ќе бидеме, нели? Тоа оваа власт и треба да биде тужи. Инаку тоа сме го разговарали. Но опозицијата не гледам никаква драматична некаква промена која што ќе каже види ова било до сега вака, ние сега освен во некакви тотално, како да кажам, имагинативни сфери на идентитетско, емоционални. Мицковски вели од Охрид повикува национално единство. Тоа е добро. Па да, знам, ама тоа е ефтино. Тоа што сакам да ти кажам. Например, кога на тоа би додал, ајде национално, ајде да се обединиме околу тоа што сме говореле, стратегија за унапредување и реформа на образованието. Ајде да се обединиме за реформа и стратегија на системот на јавното здравство. Земјишни реформи, реформа на работна сила. Има точки за обединување милион. Не мора да бидат овие, знаеш како емотивни за македонскиот јазик и за тоа веќе сме обединети. Каде што знаеш дадеш како тако. Хајде да видиме што ќе се обединиме за како да го реформираме земјоделието. Тоа ме интересира. Противникот стварно би му врзал раце да, знаеш, ај одговори на тоа. Незгодно е да одбиеш тоа. Да. Разбираш? И тогаш го ставаш противникот у ситуација да он мора да одговори на начин кој е конструктивен. Он не може да априори да рече, па дај не, со тоа како не. Не разговара за образование, не разговара за здравство со мене. Како?
Знаеш како, за жал ми се чини дека на крајот, кога ќе дојде време за изборна евалуација, и гласачите не сум сигурен колку тоа би го ценел. Бидејќи овдека сепак е многу некако стапот е прекраток, знаеш, стапот не е долг па да можеш да кажеш ќе се обединиме на ова, па ќе мислам и гласачиве не прават притисок за такво обединување. Они прават притисок за ова најглупаво, види, ова најздодевново национално идентитетско обединување. Тоа е такво едно предавство на имагинацијата, на фантазијата, тоа е страшно за секој кој што може да размислува малку по имагинативно од ова што се нуди. Меѓутоа гласачите не прават обединување, ти не си видел штрајкување на, не знам, здравствени работници, образовани и така, кои ќе кажат не, ние сакаме вие сите политичари да седнете и заедно да се договорите што е иднината за здравството во Македонија. Сам знаеш, зашто треба една власт да гради нов клинички центар? Зашто тој клинички центар што е право, понуди се да се на ВМРО да влезат во планирањето. Ама и тоа се истроши низ така една дневна политика која што потоа бидејќи овдека се уште се смета дека успехот на нацијата во одреден мандат е потврда за тие кои што го прават успехот и дека другите сите губат и тогаш како што викаше на времето, то не е Ленин, него е Троцки, што полошо тоа подобро. Тоа е резултат една политичка култура која ние се уште не можеме да освоиме некој пристоен прак. Знаеш, таа една перцепција, ние ќе решиме работарти. Крупните работи, сме го говореле повеќе пати во Финска, например, или во образование. Нема влада, не може една партија да излезе со програма. Ја ќе го решам образованието. Ја ќе го решам во Македонија има на 10-15 години е тој од. Во Македонија има не повеќе од 3 автобуси паметни луѓе. Говорам за одредени за ова што се стручници. 3 автобуси тоа се 150 души. Кажи ми, имаме ние повеќе од 10 на 15 за здравство паметни луѓе. Сега ова вака го импровизираме. Во градежништво имаме повеќе од 10 на 15 значајни архитекти. Имаме во земјоделие повеќе од 10 на 15 значајни стручњаци. Па кој ќе ги собере сите сега нека не се 3-4 автобуси. И се тие автобуси ако фатиш партиски да ги делиш. Ако кажеш чекај не работи задната врата, сите на предна врата. Нема машинчето за карта. Што остана и затоа потоа тоа се трансферира во клиентела. Едноставно. Значи ние се крстиме Курбиново, наше нели културно богатство. Стварно е културно богатство, сериозно, човече, тоа е стварно, тоа е споменик на раната ренесанса пред Фиренца се појавува тоа ренесанс и некои се препознаваат траги. Знаеш, пари од Европска унија. На страна може и ние да обезбедевме пари. Бидејќи окей. Зошто Европска унија треба најзначајното да го плаќа? Ама секоја чест на нашите, но јас бев там, правев репортажа за Евронюс. Се платија преку тие фондови, дојдоа тие кои се конзерватори на тој тип на фрески. Да. Една екипа од Грција, кој се тој е некој европски центар кој е во Грција за заштита на православното културно наследство, разговара со тие двајца дечки кои знае и некој прекрасен англиски и двајцата имаат завршено во Велика Британија студии, сега да кажам тоа се сериозни студии, тоа не е туку така. Сега ти кажам, ние тој кадар го немаме. Просто го немаме кога зборуваме за кадри. За овој тип на работа, која не е беззначајна, да се разбереме. Поготово за нас кои стварно имаме со што се пофалиме во таа смисла на еден квантум на културно наследство, така посериозно значење во историјата на уметноста, ако земеш да го Затоа, Боријан, еве и ова што самиот го велиш, овие повици за национални обединувања, мене ми се гади, бидејќи апсолутно
ги сваќам само обединување на интересите у политиката, а не национални обединувања за важни национални агенти, не етнички, туку национални, што да се прави со здравството, што да се прави Со животот. што да прави Со животот, со генерациите по нас. И да се договорат, види, вие сте сега децата на што се власт, прави. ќе имаме за 4 години нова власт, био избори, може ќе изгубите, може ќе. Ова е политиката. Бидејќи не се реформираат тие области за 2 години, затоа потоа нас не се случува во една влада да имаме по 4 министри за образование, по 5 министри за култура, по не знам колку министри. Само И секој почнува некаква нова реформа. Види, ама нема 10 министри за финансии. Кај Груевски беше еден, кај СДСМ еден. Знаеш, таму кај што се интересите и парите, тоа е прилично стабилно. Ова друго се што е битно, нема врска. Терај тоа секој. Ете, тоа е Борјан. Добро, да завршиме за денеска. Мислам дека е доволно за овој викенд. Да кажам дека и ние ќе влеземе во една предизборна атмосфера и изборна веќе од следната недела и ќе имаме веројатно гости во секоја од емисиите. Се обидуваме да носиме луѓе што ги нема баш по сите екрани, ама ќе мора и такви да викаме. Ако ништо друго, се обидуваме да правиме малку поразлични разговори со нив отколку што тоа го прават овие традиционалниве други медиуми, телевизиски предсе, па и други подкасти и така. Добро, ништо се да заблагодариме за вниманието и се гледаме во вторник. Се гледаме следниот вторник.